Во рубрика ние разговараме со македонската режисерка Наташа Поплавска. Поплавска овие денови е во Штипскиот народен театар, каде што работи на нова представа. Новата представа е Синдромот на Нора. Инаку Поплавска со актерите од Штип работи веќе втора представа, односно ова е втора представа. Првата представа која што овде на овие штици беше прикажана и изведена е Демонот од Дебар Мало по текст на Горан Стефановски. Поплавска, повторно штипската публика има чест да гледа ваша представа. Благодарам, и мене ми е чест и особено задоволство да ја делам креацијата со колегите од Штипскиот театар. Со особено задоволство се радувам секогаш кога доаѓам тука. Синдромот на Нора. За каква представа станува збор? Кога ќе речеме синдром, еве народски кажано, велиме синдром на Бог. Збориме дека тој човек нели е арогантен, самобендисан, полн со себе си. Каков е овој синдром на Нора? Мојата прва вежба би почнала вака, накратко да кажам, мојата прва вежба на Факултетот за драмски уметности, кога дојдов и кога имавме задача да направиме вежба по реализам и имавме избор да избереме дали Чехов или Ибзен, и бидејќи јас имам руско потекло по татко ми, некако се очекуваше од мене да направам Чехов, но јас се одлучив за Нора и Ибзен, односно Куќе на куклите. И би кажала дека од својот почеток, па еве до денеска, јас се трудам да го лоцирам проблемот во Нора и мислам дека конечно дојдовме заедно со Весна, драматургот на Штипскиот театар Куслеска, која што некако заедно работејќи на ново дело, бидејќи ние работиме Нора по Хенрик Ибзен, големиот драмски писател, кој што пишува првата драма во светската драматургија, каде што една жена кажува доста и не, односно прави исчекор во законските регулативи околу разводот и законските регулативи околу семејното наследство, што е многу важно во однос нели и при развод и воопшто наследство од родителите. Така што Норвешка во тоа време е напредна земја. Ние се уште се занимаваме со тие проблеми, се уште имаме многу прашања и многу теми во однос на правата на жените или да кажеме да работиме во созревањето и да го најдеме тој синдром на кафес, би рекла, на секоја персона, во случајов Нора, тоа е жена, ние која што, нели, како што кажав, прва вика не и доста и го напушта сопругот, чувствувајќи се дека живее во кафес, односно дека сета таа грижа е практично една голема контрола од која што жената нема свој глас и нема своја. Ние во оваа представа користиме неколку текста, се служиме и со верзии од други автори кои што на истата тема пишуваат во 20 и 21 век. Но ова ќе биде една наше дело, напишано од Весна, кое што го нарекуваме Синдром Нора, да го најдеме синдромот, не само кај жените, овој пат и кај мажите, затоа што сметам дека синдромот Нора го има и секој човек од нас, вклучително и општеството. Додека ја следевме еве пробата, можев да забележам многу емоции, многу игра овде на сцена, но и музика. Вашите представи не се класични представи. Еве ги правите интересни, атрактивни, динамични. Знаете како музиката за мене секогаш била инспирација. Јас потекнувам од такво семејство и мојата прва средба со уметноста, сценската уметност, беше од најмалата возраст и тоа беа балети. И некако музиката е таа која што е основата на инспирацијата на создавање на еден балет. И од тамо мислам дека за мене музиката е важна водилка во животот генерално. Таа ми го прави утрото поубаво, нели, и
во секој случај во оваа представа музиката ја користам како коментар. Значи, да кажам, во режиската постапка би кажала дека е ова еден брехтовски пристап, значи ние од старото дело на Ибсен и уште неколку нова на еден, да кажам, постмодернистички пристап, повторно ја препрочитуваме Нора и синтетизираме, правиме едно ново дело кое што го нарекуваме Синдром Нора и преку тоа ќе пробаме, нели, да направиме една групно, да кажам, психотерапија преку театар. Значи прв пат почнуваш да го живееш својот. Да! Тогаш живеј го како кога танцуваш. Се сеќавате на мојот танц, докторе? И такви работи не се забораваат. Кога танцуваш, барем за миг, изгледа како да си сосема слободен. Како ништо да не те држи. Телото ми се распаѓа, Нора. Полека, тиско, докторски прецизно. Не, како тоа, докторе? Болеста јаде, гризне однатре. Човек на крај почнува да го мери животот, од тоа колку делови му останале. Како штипските актери се сноѓаат еве на сцената со овој текст, со оваа игра? Прекрасно се сноѓаат. Вие денеска сте на нашата прва сценска проба. Ние започнавме на 20 април со проби, така што имавме, да кажам, еден период каде што ги работевме читачките проби, додека се создаваше овој текст и ова е нашата официјално прва сценска проба на која што присуствувавте. И драго ми е дека видовте тоа све што допрва ќе го развиваме во нашето дело. Поплавска овој месец ви е динамичен, полн со настани. Ќе имате и уште една представа, гостување, па еве подетално да ни кажете што ќе се случува. Па, најпрво да кажам, еве во петок на 15 мај во Театар Комедија ќе се одигра мојата последна представа која што ја направив пред да дојдам тука, а тоа е комедијата Кој сум јас од Митко Чешларов. На мое огромно одушевување представата се игра токму за мојот роден ден, на 15.5. Оваа година ќе наполнам 55 години и присрекна сум дека роден денот ќе го славам со представа, онака како што секогаш сум посакувала, заедно со моите колеги и моите најмили семејството. Има многу музика. Се разбира. Имам таква чест да покрај мене во представата е и Александар Јорданов. Тоа е нашиот инспициент, воедно и диџеј кој што ја направи изборот на музиката на представата Кој сум јас. Така што ќе има многу музика и многу смеење, публиката може да дојде и да уживае и да се смее заедно со сите нас. А набргу после тоа на 18, што ми е исто особено драго, како поклон за мојата мајка, ја носам представата Татко од Никшичко позориште од Црна Гора. Таа представа е тема која што отвара една болест, која што е се почесто во светот, а тоа е болеста деменција, со која што полека мојата мајка се справува и од тие причини јас прв пат направив представа со тоа што ќе се сосретнам, со она што ме очекува, да можам повеќе да ја разберам мојата мајка и сите оние кои влегуваат во оној собствен лавиринт. Така што на 18 мај во Македонскиот народен театар во 8 часот ќе биде ова гостување од Никшичкиот театар, со кој што сме имале многу сработки, не само јас. Никшичкиот позориште имаат фестивал на глумецот, каде што јас, например, неколку представи мои биле Прилепски театар, Македонскиот народен театар и други театри гостувале, Драмскиот театар. Често сме добивале награди, така што оваа соработка со Никшичко позориште е особено значајна. А за мене исто многу значајен е и еден проект кој што минатата година го работев во копродукција со мојата организација Арт Медија, Македонскиот народен театар и Градскиот театар од Подгорица, во соработка така што со актери двајца, тоа се Ѓорѓе Татич и Вукан Пејовиќ, и нашите актерки Ана Стојановска, Искра Ветирова и Мина
Јелушич, така што е една прекрасна соработка меѓу два театра и актери, да размениме енергија и веќе неколку одделани ја играме на двете сцени, на сцената на Македонскиот театар и на сцената на Градскиот театар во Подгорице. На 28 играме таму. Овој месец е стварно, да кажам, мој месец некако како да се заокружува еден период од мојот живот и ми се чини дека отварам една нова врата, запознав прекрасни колеги актери, нови, например со Благој Веселинов од Македонскиот народен театар. Прв пат соработував, открив еден исклучително талентиран актер со широка палета на можности и креација, кој сум јас, тој е толкова главната улога во представата, кој сум јас. Така што запознав Марија Сара, прекрасна писателка од Црна Гора, Сандра Војовиќ, исто така, прекрасна писателка и режисер од Црна Гора. Значи, навистина ми се случи во изминатиот период да направам, да се најдам со луѓе, со колеги, со актери, драмски писатели, музичари, кои што сме на иста линија, и тоа, верувате, како уметник е навистина благодат. Поплавска, штипската публика го сака театарот, ја сака уметноста, ја сака музиката. Меѓутоа, како да недостасува она размена на представи, на гостувања од Скопје, да видиме што имат сработено актерите во МНТ, во театар, комедија. Зошто ги нема овие гостување, едноставно да се доближат? Еве сега веднаш ќе ви кажам зашто. Например, ние имавме жилба, тоест бидејќи веќе доаѓа представата Татко од Црна Гора во Скопје, имавме голема жилба да донесеме и во Штип да се гледа, дури во некои други градови низ Македонија. Меѓутоа, кога доаѓа една екипа, ние например публиката гледа, да кажеме, 6 или 8 или 10 актери, меѓутоа позади тие актери 10 стои најмалку уште 15 луѓе кои што работат во техника, и тогаш станува една голема бројка на луѓе кои што треба да пристигнат во Штип. Би апелирала дека за културата и за вакви гостувања да се случуваат и што почесто штипската публика да може да гледа представи од МНТ, еве, од Црна Гора, од Белград. Значи, можеме, но треба да инвестира повеќе градот и државата, а мислам дека повеќе градот, затоа што ќе бидат гостувања токму во вашиот град, и мислам дека треба повеќе градот да двои средства за култура, за да може да ги покрие трошковите на колегите кои што би дошле, нели, за да и во исто време нели Министерството за култура секогаш има сега за среќа го отвори да може во текот на цела година да се аплицира, значи мора да се оди и Штипскиот театар да гостува. Значи мене ми е многу жал што например со Демонот од Дебар Мало не дојдовме во Драмскиот театар, каде што првично беше поставена преизведбата на Демонот, што не ја виде скопската публика. Имаше можност прилепската публика да ја види на Чернодрински фестивалот, меѓутоа скопската не, и тоа е навистина жалосно. Пак ќе кажам, за тоа мора да се одвојат некои средства, не можеш ти да отидеш на гостување без техниката која стои позади тебе. Тоа се луѓе. Театарот во каква состојба е според вас во моментов? Имаме криза, немаме криза, имаме многу наплив на идеи или немаме идеи? Не знам, мене ми е збунувачки ова прашање и не знам да го одговорам. Може би затоа што сум во моментот во фаза на креација и можам веројатно себично да зборувам лично, а тоа е дека јас не сум во криза, односно имам наплив на инспирација, на креација, особено после представата кој сум јас. Ми се отворија големи вилги, многу сум благодарна за тоа. Присрекна сум што повратив некои стари контакти со Словенија, со Англија, со Данска, така што мислам дека овие следниве 55 години што ги живеам ќе бидат
прилично креативни, а што се однесува во однос на театарот, да се вратам темата во Македонија, јас не мислам дека е во криза. Односно, видете, треба да е во криза, за да ние се трудиме да излеземе од таа криза, односно да направиме нешто ново. Затоа што театарот, ако не е во криза, тогаш што е зачмаен и што ќе кажеме, леле, многу ни е добар театарот. Не, во криза, ама ние се трудиме таа криза да ја надвладееме, да ја... И затоа уметникот, ако не е во криза, имаше порано уметникот сиромашен, па најдобро работи. Не би се сложила со тоа дека треба да е уметникот. Но, не сме да биде комотен. Во која смисла? Не сме да биде комотен како творец. Значи, јас се уште, баш денеска колегите ме зизаат, добро, зашто стрипиш како да ти е прва представа? Да, секогаш како да ми е прва представа и тук му тоа е убавината. Секогаш е испит, секогаш е приемен, секогаш сум повторно на приемниот. И ама тоа е, да кажам, и оној драйв што мене на мојата иницијална каписла, веројатно што ме води да креирам и создавам. Поплавска, дали повторно ќе работи некој си бродвејски мюзикл како што беше Чикаго? Да, веќе подолго време планираме, по преговори сме за поставување на еден од големите мюзикли, а тоа е Мулен Руж во Македонскиот народен театар, но дали ќе успееме, затоа што се работи за огромна представа, како што беа и Чикаго и Мама Мија, меѓутоа мислам дека Мулен Руж ке треба навистина да има сериозни буџетски средства за да може да ја допринесам, да ја донесам, како се вика, да ја донесам на сцена una убавина во која што треба публиката да ужива, како што впрочем беше и на Мама Мија и на Чикаго. Рековте дека имате наплив на идеи и за во наредните 55 години, меѓутоа еве да конкретизираме во текот на оваа година на што се ќе работи Поплавска. Оваа година ме чекаат 2 мюзикла после оваа представа, а тоа е по мотиви на питачка опера од Брехт. Ме чека една представа која е во продукција на Арт Медија и се уште барам копродуценти. А другата представа која што веќе е договорена е мюзиклот Коса во едно ново руво, меѓутоа во Црна Гора. Нема Македонија. Не, ова е друга, мислам во друга земја и натаму да кажам тоа е една идеја да го донесам мюзиклот на сцената на Црна Гора и практично да отворат и они една нова страница, да кажам, на театарската сцена во нивната земја. Поплавска, ви благодарам на разговорот. Ми беше чест што разговараме на вас. Ви благодарам и особено задоволство ме причинува што токму се погодивте денеска на првата наша сценска проба и на роденденот на мојот покоен брат, кој што денеска беше енергетски со нас, тој беше балетски играч и затоа и денеска имаше, како што видовте, и многу движење и многу музика. Така што очекувам дека оваа представа ќе биде навистина значајна, не само за нас туку и за публиката и за градот, не само што ќе принесе една порака, еден глас да се чуе, туку во исто време ќе биде многу, како да кажам, возбудлива, страствена, со, како што кажавте, многу емоции. Почитувани во рубриката ние на телевизија Телма, наши ваш гостин беше македонската режисерка Наташа Поплавска.